Почитувани слушатели на македонската радио програма 3 пати Z, во предвечерието на Илинденското востание и Аснум, односно 121-та годишнина од Илинденското востание и 80 годишнината од Аснум, разговор за значењето на овие два големи празника ќе разговараме со историчарот професор доктор Новица Велјановски. Професоре, добро утро. Добро утро. Баше драго ми е што за прв пат сте на брановите на македонската радио програма за Мелбурн и Викторија и пошироко Австралија, нели? Јас се радувам што за прв пат ве имам и што ќе ни објасните, особено за овие големи македонски национални празници. Најнапред за Илинденското востание. Колку е значајно Илинденското востание за македонскиот народ воопшто, целокупно во етничка Македонија? Видите се, Илинденското востание е историски настан кој што се случил 1903 година, меѓутоа тој оставил длабоки траги во натамошниот живот на македонскиот народ. Бидејќи и во самата народно-ослободителна војна од 41, 44, 45 година, Илинден има свое место, речиси во сите позначајни настани, во донесувањето на манифестот на главниот штаб, понатаму во разговорите кои што се водени за иднината на Македонија, за создавањето на државата на македонскиот народ, така да тој е неодминдив. И не случајно првото заседание на Аснум е одржано на истиот ден кога е кренато Илинденското востание. Затоа таа традиција на Илинденското востание е длабоко вградена во народно-ослободителната војна и револуцијата 41-45 година. А пошироко кога би гледале, може да се каже овој не е настан кој што доведе до победоносен крај. До победоносен крај доведе народно-ослободителната војна, револуцијата 41-45 година, што беше одбележено на првото заседание на Аснум, кога се донесоа документи за создавање и прогласување на македонската држава. Ќе одиме на заседанието малку покасно. Сакам околу организацијата на Илинденското востание. Зошто пропадна Илинденското востание? Зошто беше неуспешно? Па видите, има колеги кои што се занимаваат со овој проблем. Так. Тешко е да се каже дека која е основната причина за неуспехот на Илинденското востание. Дали подготовките не се навреме извршени или не се извршени како треба, а според мене, мислам дека повеќе се работи за замешателства од соседните земји на кои што има интерес да не успее Илинденското востание. Дека некои земји, како например Бугарија, имаше дадено ветување дека нека се дигне Илинденското востание, ние ќе објавиме војна на Турција, а тоа не се случи. Не само што не се случи таа војна, туку и помошта што ветеветена не стигна. А истото може да се каже дека и од српска страна. Пашич, лидерот на Србија, долго време изјавувано дека немам на Балканот место за нови држави. Значи, проблемот беше во тоа што нема интерес соседните балкански земји да се создаде нова македонска држава. Тоа беше грчки интерес, српски интерес и бугарски интерес. И затоа го попречува Илинденското востание. Не само што не дадува помош, туку на разни начини и го попречува неговото развивање. А колку допринос за тоа имаат и големите сили? Букурешкиот договор, Берлинскиот конгрес? Да, имаат голем допринос.
бидејќи многу од, од тие земји, од големите сили, што ги нарекуваме ние, беа задоволни со одлуките на Букурешкиот мировен договор, не само што беа учествуваа, ги потпиша и не сакаат да се менува нешто. Ако би се сменило нешто, тие се плашеа да не ги избијат, да не ги изгубат своите интереси. Истото се случува и со Берлинскиот конгрес. Порано уште. Да. Големите сили кажаа дека вака ќе го решиме проблемот на Балканот, не сака нови односи да се создадат тоа и да изгубат нешто што веќе го добиле во влијанието на Балканот. Нешто како да се повторува историјата и сега. Па еве, бидејќи рековте да се повторува и сега, видите на голема врата бугарите бараат заедничка прослава на Илинденското востание, а исто така и Гоце Делчев дека бил бугарин. Да. Па видите, во тоа се крие бугарската идеја дека ние сме бугари, само не сме имале можност да се искажеме како бугари, сме биле под притисок на другите балкански земји, што не е точно, според мене. Затоа бугарите и натаму ја држат таа теза и се обидуваат со разни договори и со разни манипулации за жителство и така натаму, да докажат дека ние сме бугарски народ, што не е точно, бидејќи сите буни и востанија што се случува во Македонија, докажуваа дека ова е посебен ентитет и на кој што треба да му се признае самостојност и национална равноправност со другите балкански народи. Професоре, вашето мислење, Бугарија бара бугари во Република Македонија. Зошто не бара бугари во егејскиот дел на Македонија, кој е 51% од етничката територија на македонскиот народ? Па видите, после Првата светска војна, Бугарија ги загуби деловите што се на Егејското море. Имаше излезна прузака и деда Јаш, сега се вика Александропулос. Ги загуби тие територии, тие самостално, доброволно се откажаа после катастрофата во Првата светска војна, се откажаа од тие територии и се повлекоа. А сега ни докажуваат дека народот во Егејска Македонија е бугарски народ, што не е точно. Исто една заблуда која сакаат да ја наметнат поради други причини. Добро, ајде бугарите можем да го, тука ќе завршиме со Илинденското востание. Бугарите можам да ги разберам дека се лакоми, дека бараат нови влијанија, проширување и така натаму. Меѓутоа, она што го направи Зоран Заев како премиер и председателот поранешен Пендаровски, кога кажа дека Гоце Делчев се е подпишувал како бугарин, тоа воопшто не можам да го проголтам, не можам да го сомелам. Како вие го толкувате сето тоа? За тие прашања сум се искажувал и порано. Дури беше објавено едно интервју во Весникот Вечер и го имам тука, укоричено го чувам за спомен и да го пренесам на моите наследници. Што се случи, тешко е да се предвиди. Ја мислам дека тоа беше предавство од страна на владата која што дојде, насилно дојде таа влада на Заев, бидејќи нити имаше доволно пратеници, нити па имаше мандат да менува нешто. Тоа го направи насилно и мислам дека новата генерација ќе го покрене еден тоа прашање, зошто е така направено. А направено е заради тоа што
беше притисок од грчката страна, а балканските земји лесно го прифатија тоа. Например, ја не можам уште да разберам како бугарите се согласија да се викаме ние Северна Македонија, кога Пиринска Македонија влегува во тој дел Северна Македонија. Зошто се согласија? Тие мислеа дека сега се во Европска Унија и нема за ним тешкоти и понатаму. Но тоа не е точно. Еден ден може грците да го постават тоа прашање, докаде е Северна Македонија. А да се вратам сега на проблемот зошто македонската влада, таа беше една неотпорна влада. Неотпорна влада без мандат и без национално чувство. Многу нешто и пропустија тие луѓе за кои што тешко сега може да се повратиме на. Но тоа е за сега така, верувам дека идните генерации ќе смогнат или во разговори и во изнесување на состојбите да се дојде до реално решение. Добро, ајде да се префрлиме на Асном, 80 годишнината од Асном. Најнапред организирањето, не знам сега колку ви е вас познато, сакам да започнеме со почетокот на востанијата. Мене ми е познато дека во Пиринска Македонија беа Никола Парапунов и Иван, не ми текнува сега презимето. Во Егејскиот дел на Македонија беше мощна, значајна фигура беше Илија Димовски Гоче, а во почетокот јас и во Република Македонија Кузман Јосифовски Питу со Методија Шаторов Шарло. Како сакам да ги разграничите тие? Во Пиринска Македонија Иван Козарев и Никола Парапунов. Сега каде се крена најнапред македонскиот народ на востание? Видите, веќе спомнавме дека Илинденското востание остави длабоки траги. Так. Прво, масовидирањето на востанието во Македонија беше резултат на илинденската традиција. И не само на илинденската, туку и на другите претходни буни и востанија. Има влијание во тоа. Младата генерација која влегуваше во војната, го имаше предвид она што го постигнале претходните генерации во смисла не победоносно, него како идеја, како нешто кое го носеше со себе во својата колективна свест. А кога би се вратиле сега на Асном, еве одбележуваме 80 годишнината од Асном, тоа е 80 години, значи македонска држава. А Асном е голем чин за македонскиот народ. И сметам дека е голем заради тоа што е победоносен. Со резултатите од Асном антифашистичко собрание на народното ослободување се создадоа услови да се прогласи создавањето на македонската држава. А таа македонска држава Асном не дојде наеднаш 44 година, туку се подготвуваше истовремено со воените успеси. Веќе наведам како. Например, во 43 година, кога се забележа масовен прилив на борци во Македонија, зборувам за Вардарскиот, ама слично и во, се кажем, и за Егејска Македонија проблемите, тогаш беше побарано од Кузман Јосифовски Питу, еден познат револуционер од Прилеп,
кој што го носеше името Питу по Питу Гулиот, партизанското име Питу му е. И тој бараше да излезе македонското движење со еден став што мисли македонскиот народ со оруженото востание, кои се идеите на Македонија. И така во октомври 1943 година во Охридско црвена вода на Славе и планина беше објавен манифестот на главниот штаб на Народно-освободителната војска и партизанските одреди. Зошто тогаш немаше друг позначаен орган, беше формиран иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, но тој беше уште иницијативен одбор. Требаше да излезе некој орган, а главниот штаб беше тој орган кој што зад себе имаше идеи и постигнување на успеси и командант на вооружените формации. После тој настан и други настани се случува одделни советувања, како што е Преспанското советување, каде што идеите за создавање на македонска држава беа елаборирани и објавени и во други документи. После 1944 година, по почетокот, делегација предводена од идниот председател, уште не беше Методи Андонов Ченто, Петрушев и уште еден од иницијативниот одбор го посетија Јосип Брз Тито на островот Вис и му ги образложија идеите на македонскиот народ за создавање на македонска држава. Така да погрешно е што некои го карикираат тоа и велат дека ние сме имале српско востание. Имаше и по некој Србин величенто, ама грота беа македонците кои што сакаа да се изборат за своја држава. Бидејќи тогаш беше јасно веќе дека држава ќе имаат оние нации кои што ќе земат учество во антифашистичката војна, а нема никој никому да подари слобода. Што се однесува до првото заседание на АСНОМ, многу пати е оспорувано прашањето со делегатите на АСНОМ, дека не биле бирани по некој легален пат. Тие се бирани во војна и во револуција и немало услови да бидат бирани на друг. Биле избрани 65 делегати и тие морале да се трансформираат до местото на одржувањето на првото заседание на АСНОМ и легално, бидејќи се дечувало во воени услови, кога немало услови да се патува. Така се случи да на првото заседание на АСНОМ да не можат сите избрани да присуствуваат и тие им дадоа полномошно на некои од своите пријатели и колеги да ги застапуваат на првото заседание на АСНОМ. Понатаму е оспорувано прашањето зошто, например, комунистите, Ченто не бил комунист, ја и други пати сум го назначувал тоа, ама ја прифатил идејата за создавање на македонската држава. Некој од сегашната власт оспорува како не бил. Пак е дека не бил, тој бил повеќе припадник на граѓанската десница, отколку што бил припадник на другите комунистички сили, ама се залагал за доброто на македонскиот народ. Не било уште на почетокот јасно иднината како ќе се тргне. Тоа се тргна во насока на воведување на комунизам, но
Сега веќе не живее во кај македонскиот народ. Понатаму, самиот чин на одржувањето на првото заседание на АСНОМ, треба да се каже дека на него присуствува и воените сили и американски и представници на големите сили Британија, и на Британија. Тие со самото нивно присуство на некој начин го признаа постоењето и создавањето на македонската држава, иако после се определија за тоа да се коригира тоа прашање. Тогаш се донесени неколку значајни документи. Автор на тие документи е Владимир Полежиновски од Кичево, кој што бил доктор на правните науки на француската Сорбона. И тој во своите документи внесе такви одредби од француското цивилно право, кој што ниедно заседание во Југословенските републики не го донесе. Тогаш беше донесена декларацијата за правата на македонскиот народ и правата на човекот и граѓанинот. Призната беше ова личната собственост. така. После тоа е изменето по воведувањето на комунистичкиот режим, но за тоа време беше донесено решение да се прифати таа декларација, која што ги обезбедува правата и слободите на македонскиот граѓанин. И уште едно ќе повторам дека ниту едно друго собрание во Југословенските републики не го донесе тоа. И затоа македонското собрание, АСНОМ, антифашистичко собрание, има многу поголемо значење за македонскиот народ, отколку што имаат значење другите антифашистички собранија. Зошто има поголемо значење? Затоа што другите антифашистички собранија беа еднократни. Со завршувањето нивно престанаа да постојат, а на Македонија АСНОМ постои и натаму и се трансформира и до уставот и самостојноста на Република Македонија, што е постигната со референдумот 91. 91 година. Така, одлуките на АСНОМ можете да ги наброите? Манифестот? Првото заседание се донесени 9 одлуки. Сите немаат исто правно значење. Најважно за конституирањето на македонската држава е решението за прогласување на АСНОМ за највисок орган на законодавната и извршната власт. Втор позначаен документ е оној што го спомнав пред тоа, Декларација за правата на човекот и граѓанинот. И другите неколку документи имаат повеќе протоколарно значење. За македонскиот јазик, за црквата? А донесен Законот за воведување на македонскиот јазик за службен јазик. Македонски јазик имало и пред тоа, ама се однесува за службениот јазик. За воведување на службен јазик во македонската администрација. Тоа е значењето на решението за јазикот. А за црквата имаше одлука? За црквата тогаш немаше одлука, затоа што Македонската црква 67 година е прогласена за самостојна автокефална црква. До тогаш имаше собири, имаше и во
местото излегло собир на свештениците, Свештеници. меѓутоа тоа беа повеќе манифестации, а не одлуки за Македонската црква. Добро, како беше состојбата еве со Илија Димовски Гоче? Нели тој влезе и во Битола да ја ослободи првата македонска егејска ударна бригада? 4 ноември учествуваше и тој го крена знамето кај поштата во Битола. Па во Грција, по завршувањето на антифашистичката војна, силите кои што беа за слобода на Грција ја покренаа и граѓанската војна. По одржувањето на првото заседание на АСНОМ и она што се постигна во вардарскиот дел на Македонија, имаше влијание да се направи нешто слично и во Грција. Не само Илија Димовски Гочи, тој е еден од првите борци. Имаше и други, ама треба да се спомне дека имаше и игри таму од грчка страна, како например што беше со Захаријадис или со други дејци таму. И Маркос. И Маркос. Тоа беше надворешно влијание. Повеќе и попречување на идеите за создавање на автономно ослободително движење во егејскиот дел на Македонија. Има многу манифестации кои што се присутни, проучувани од наши колеги и објавени се и од Ангел Јановски Орче, идеите за создавање на правопис, за создавање на други автохтони движења кои што би биле во функција на ослободителното дело на македонците во егејска Македонија. Но проблемот е во тоа што прашањето за обединување не беше поддржано во текот на војната. Големите сили и балканските земји го истакнуваа прашањето дека не е зрело да се покрени прашањето за обединување, сега да разговараме за завршување на војната, за победата, а после ќе разговараме за обединувањето македонскиот народ, ама после тие не сакаа повторно да се навратат на тоа прашање, бидејќи не им одговара. Грчките интереси не беа во прашање. Професоре, колку ви се познати одлуките од Техеранската конференција во Техеран и на Јалта на големите сили? Ами сега познато е дека таму се одредени сферите на влијание главно меѓу големите сили Рузвелт, Черчил и Салин. Таму се одредени контурите на влијанието на Балканот и тоа немаше согласност, меѓутоа некако се донесени, после се изложени на ревизија и тие одлуки на Техеранската конференција. Добро, сакам да ве прашам малку за Пиринска Македонија, за Никола Парапунов и Иван Козарев. Како беше состојбата таму? Во Пиринска Македонија главните настани ги водеа македонците од македонската емиграција од Вардарска Македонија и од Егејска Македонија. Има голема емиграција и од Егејска Македонија и од Вардарска Македонија. Таа емиграција беше мощна и добро организирана во братства таму. Евгенијско братство, како например, така дечува и по тие братства. Но треба да се има предвид дека актуелната бугарска власт не беше заинтересирана за идеите на македонската емиграција. Бидејќи македонската емиграција
мислам и на егејскиот дел и на бардарскиот дел, се залагаше за тоа да дојде до обединување на македонскиот народ. Ама тоа не одеше во интерес на грчката кауза и не одеше во интерес на бугарската кауза. Кога го спомнавте обединувањето на македонскиот народ, кој ја исфрле паролата одиме на Солун, а не во Срем? Ами видите, кога требаше да се мобилизира кадар за завршување на војната во Југославија, тогаш се бараше од Македонија да одреди еден контингент на борбени сили кои што ќе заминат на Срем. Меѓутоа, некои од тие борци кои што беа мобилизирани, не им беше по волја таа парола, бидејќи сметаа дека зошто да гинеме ние на Сремски фронт, кога може да се бориме за ослободување на Егејска Македонија. Тоа историски е докажано дека не постоеше услови за тоа. Не постоја бидејќи тогаш Македонија уште беше слаба, а немаше кој да ја помогне во тоа. Југославија беше зафатена со своите проблеми. Македонија беше слободна, меѓутоа од другите делови Југославија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, уште не беа ослободени. И се бараше помош од Македонија да помогне во ослободувањето. А која исфрле, која кажа паролата одиме на Солун? Ослободување на Солун, а не на Срем. Ами тоа беше една бригада, тамо конјичка бригада на Калето, која што се подготвуваше да замине на фронт и која требаше да замине на Солун, некој од војниците се побунија и генералот Апостолски во присуд излезе пред војниците и кажа дека ова што се бара не е во рамките на договорот со југословенското движење и не може да се подржи, а може да има катастрофални последици за еднината на Македонија. Не можеме, немаме помош, немаме подршка да го направиме тоа. Бове, ние имаме подршка за сега да создадеме македонска држава, а не да ги обединуваме другите делови од Балканот. Но сепак се случи погромот во војната во Грција помеѓу македонците и кога беа бомбардирани со напалм бомби од британците и од американците. Протерување на децата бегалци. И тоа се случи. Мој став е околу грчкото прашање, македонското прашање во Грција, дека од секогаш грчката кауза била опасно со север. Таа кауза е вградена и во грчката официјална политика, бидејќи ја почувствува таа опасност од создавање на автономна Македонија, беа предизвикани тие последици што ги доживеа македонскиот народ во егејскиот дел на Македонија. Професоре, колку е познато Илија Димовски Гоче дека се бореше во Западна Македонија, ослободување на Тетово, на Гостивар, Кичево? Да, познато е тоа. Во историјата има и монографија за Егејската бригада, објавена монографија од македонски автори. Илија Димовски беше командант на Егејската бригада
и многу храбро се бореше. Често е поставувано прашањето зошто мораше Егејската бригада да оди во Западна Македонија. Таму имаше јако развиено албанско движење. Сепаратистичко движење, кое што беше за обединување со Албанија, и македонските сили не беа доволно бројни да се презметаат со тоа, и затоа на помош ја доведоа единици од Егејска Македонија, Егејската бригада, која што беше формирана во Егејска Македонија, ама после префрли во Вардарскиот дел Македонија да помогне на македонскиот народ. Па и Народно-ослободителната армијата на Македонија нели се формира во Фуштани, и тоа е во Егејскиот дел на Македонија. Да, во Фуштани. Па на повеќе наврати единиците од Вардарска Македонија ја поминуваа границата спрема Грција и тамо наоѓаа на прием, доброволен прием на помош од грчкото население за да се поминат зимите или други тешки периоди кои што се Да, меѓутоа случуваа. во Егејска Македонија се мнозинството македонци, не грци. Не ве разбрав добро. Викам, грчко население во Егејскиот дел на Македонија, мнозинството се 80-90% се македонци, нели? Да. Ама имаше и грци. Да, имало и грци, но Кои прифаќаа идејата. да. Ајде да се вратиме на денешното видување на АСНОМ. АСНОМ со новите договори, со новиот договор со Бугарија на 1 август 2018 година и 17, пардон, и Преспанскиот договор 17 јуни 2018 година, АСНОМ се избриша од Уставот на Република Македонија. Јас помнам за таа предавничка влада која што го направи тоа, и тоа е еден гаф кој што не требаше да го дозволат, особено не требаше да го дозволи Македонската академија на науките, која што беше вклучена во тие настани. Како тие се изборија да останат Македонска академија, а не можеа да се изборат дека не треба од преамбулата на Уставот да се избришат документите на АСНОМ. Таму стоеше врз основа на документите на АСНОМ и нагласен беше тој документ. Одлуката на АСНОМ за прогласување на АСНОМ за законодавно и извршно тело на македонскиот народ, тоа им пречело на грците и тие го бараат да се избрише. Наместо одлуката за прогласување на АСНОМ за законодавно и извршно тело, да стои прогласот на АСНОМ, а прогласот не е документ. Такви прогласи има неколку, не само што го издаде АСНОМ како проглас, туку има и прогласи манифестиот САП, манифестот на главниот САП. Главниот САП издаде проглас и други организации, емигрантски организации испраќаа прогласи дека, ама битно беше да остане онај документ кој што е изворен документ. Одлуката, односно решението за прогласување на АСНОМ за законодавно и извршно. Тоа им посмета на грците. Затоа што тоа речение е донесено со присуство на делегации од големите сили и се плашеа дека еден ден големите сили ќе се вратат на изворните резултати на нивната делегација и ќе побараме нешто поинако да биде решено. Исто и од Бугарија, не сметате ли дека ако
имаме ние заедничка историја, ќе треба да се слави Асном со бугарите заедно, и тоа би дошло некако како граѓанска војна на Бугарија или бугарскиот народ. И дека не се тие окупатори, како што велат, администратори. Јас правам разлика меѓу одгласот на Асном во официјалната бугарска политика и одгласот на Асном кај македонската емиграција. Кај македонската емиграција има голем одглас. Овие луѓе што и вие ги спомнавте таму, Парапунов па и други, кои што ги прифатија идеите на Асном и се залагаа за нив и ги објавија во нивните средства за информирање, за разлика од официјалната политика на Бугарија, која што не го признава Асном и смета дека првото заседание на Асном е создадено на антинационална бугарска основа, што не е точно. Тие и на второто заседание на Амној имаа против организирањето на Амној, бидејќи таму беше јасно дека македонската нација ќе оди кон формирање на сопствена држава. И тоа не им одговараше на бугарската кауза, бидејќи тие сметале дека наводно ја изгубиле македонската држава. Таа била бугарска, ама била под српско влијание, што не е воопшто точно. Ние создадовме заедничка држава во Југословенската федерација, но тоа го направивме толку колку што во тие услови имаше можност, историска можност. И толку се постигна. А не се постигна нешто многу повеќе. Благодарение на отпорот на големите сили и на балканските држави, кои што беа на некој начин инволвирани преку големите сили. Така, да го завршиме интервјуто, професоре, со прашањето дали сметате дека може повторно да се вратат одлуките на Асном во Уставот на Република Македонија? Ја мислам дека треба да се почитува волјата на тоа е волја на македонскиот народ, изразена на првиот референдум. Тоа е на Асном исто еден референдум, и второ на референдумот за самостојна суверена Македонија од 1991 година. Благодарение на тие референдуми, тие одлуки влегува во Уставот на Република Македонија. Во една ревизија на Уставот мислам дека тоа треба да се врати, бидејќи тоа не може да биде предмет на спогодбата постигната во Преспа, во Нивици, што е нерегуларна, бидејќи таа влада не беше легитимна, тоа собрание што тогаш тоа го направи не беше легитимно, прво председател немаше легитимен, а и владата не беше легитимна, бидејќи не оствари победа на избори, туку го фалсификува референдумот, кој што кажа дека референдумот е неуспешен. Изборната комисија кажа дека референдумот е неуспешен и тоа треба да се почитува. Меѓутоа, таа влада тоа го направи на препад. Кои интереси се кријаат за тоа не знам, но верувам дека ќе дојде време кога таа ревизија ќе се направи. Добро, професоре, ви благодарам многу за вашите информации за Илинденското востание и за
борбата, народно-ослободителната борба на македонскиот народ во Втората светска војна, особено за Асном. Нека ни е честит Илинден и да живее Асном. Добро, ви благодарам. Еве и моите честитки до диаспората во Австралија. Таму има и многу роднини кои што се. Ви Мој- благодарам многу и до слушање. Верувам дека ќе ме видат преку вашата емисија. Секако да, ќе слушнат и ќе видат, да, ќе да видат. Ви поздравувам тоа. И ќе благодарам и јас на интервјуто. И благодарам до слушање.